Има неколку причини. Еве ќе тргнам од тоа што во Македонија не постои систем во кој се ценат некои вредности за кои секој млад човек сонува или посакува да ги има. Доколку имате вака огромен бран на иселување, тогаш нешто не ви чини во тој систем, што е доказ. Во последниве неколку години, според некои неофицијални статистики, верувам дека околу 600.000 луѓе се иселили од држава, што е фрапантна бројка за држава од 2 милиона. Како што претходно реков, има многу недостатоци во системот, преголема партизација, преголеми влијанија на партиите во нормалниот секојдневниот живот, несоодветни реакции на институциите на многу проблеми на граѓаните, непонудување на перспектива за младите луѓе кои се образуваат и кои сакаат да успеат тука, и непонудување на решение на некои од најобичните проблеми. Можеме да тргнеме од тоа што, например, економијата и образованието немаат никаков контакт еден со друг. Еве да земеме пример дека околу 1000, не знам дали е сега тоа точна бројка, во времето кога јас студирав, околу 1000 луѓе завршуваа на економскиот факултет и на правниот факултет. Прашање е каде тие луѓе ќе се вработат. Ако знаеме дека, еве да речеме дека 500, има вработни места за 500 дни, што прават 500 луѓе кои исто така завршуваат на тие факултети? Имаме една тотално голема синхронизација помеѓу институциите и реалниот живот. Не работиме како држава на тоа да креираме стратегија на долгорочен план. Не верувам дека ниту едно било кој од владите, ниту едно од институциите никогаш понудила програма, да речеме Македонија 2030. Со јасни зацртани идеи каде ова држава ќе се движи, кои се плановите во иднина, кои се очекуваните проблеми кои ќе ги имаме во иднина, нити кои ќе бидат решенијата на тие проблеми.